ја обработиме оваа слика, доколку се навратиме и зумираме малку во четвртиот и петиот бран, многу добро можеме да забележиме дека бранот А горе имаме корекција од пробивање, повторна корекција и пробивање, што значи дека има три нивоа на движење. Потоа Б бранот започнува со повторно пределната структура, каде што основаме 1, 2, 3, 4, 5. Четвртиот бран влегува во вториот, то кажавме дека е многу дозволено во чартовите на фьючерс. И доколку го погледнеме сега, четвртиот бран се враќа повторно нагоре и имаме пробивање на цената, враќање, пробивање, враќање, пробивање, што значи дека повторно имаме во С бранот имаме петделна структура. И кога завршува четвртиот бран, почнува најинтересниот, односно петиот бран, кој што продолжува со истата структура. За да биде петиот бран, потребно е да ги следи основните правила, а тоа е да го формира првиот бран, да го формира вториот бран, кој што бил странична корекција тука, како што гледаме. Не пробил над првиот бран, што значи дека е многу валиден како втор бран. Потоа продолжување на третиот бран, кој што има голема структура. Имаме 1, 2, каде што може да биде 1, 2, ова е третиот, враќање во четвртиот и петиот. Подоцна имаме повторна структура од А, Б, С корекција на четвртиот бран и погледнете, имаме краток пети бран во пети, што значи дека тука ја завршуваме оваа структура и сега се ги исполнили сите правила и пасва и сега каде купувате, чекате цената да се врати за да се осигурате дека бранот 5 е завршен. За инвеститорите на долг рок не е потребно да се чека. Многу едноставно треба да се го купи кога имате црвени графикони и правилно да ги изброите новите, а оние кои што тргуваат со леверидж треба многу да внимаваат и да ги гледаат графиконите постојано, за да се уверат во точноста на брановите и да можат да додадат добра позиција. И погледнете што направивте за да го идентификувате овој долгорочен bear market. Едноставно, само броевте до 5. Тоа е се што требаше да направите. Дали знаете кои се основите? Дали знаете колку тони какао се наоѓаат на залив? Дали, пример, знаевте колку бродови беа натоварени со нив? Дали знаете дека земјоделските култури се добри таа одредена година? Или што ти јас знам, дали знаевте каков е трендот на потрошувачка на чоколади на светот? Не. Воопшто не знаете ништо од тоа. А што е со техничките аспекти кои ги интересираат луѓето, посебно ритейл инвеститорите? Дали знаете каква е психологијата на инвестирање? Не немавте појма, кој што мисли за пазарот од големите инвеститори и јавни личности. А што е со каналите што се сретаат од технички аспект? Дали беше потребен можеби Фибоначи? Не, буквално ништо од тоа. Секако, некои работи од нив се многу корисни, но направивте анализа без ниту едно помагало, само со броење до 5. А сега дозволите ми да офатам уште еден принцип од елитновиот бран, кој што мислам дека е вреден да се спомене, а тоа верувам дека ќе ги интересира сите, што да правите доколку сгрешите во броењето. И ќе дадеме пример. Мислите дека ова е огромен пад, се враќа цената и вие претпоставувате дека ова е крајот на овој бран, но и поставувате позиција тука, стоп лосот треба да биде неколку тикови, односно неколку поени од ова дно, што значи дека или сте го фатиле дното или не.
и моментално сте исфрлени од пазарот, имале среќа и сте ризикувале многу малку, но замислете некој што ризикувал, можеби кој што е уште на лонг позиција од тука, кој што го имал стоп лос од тука, замислете колку тој морал да претрпи страф, кој што уште ја близи својата позиција од пред 3 месеци и повторно бил ликвидиран. И што правите? Пример, можете да се подсетите на ова видео и да се подсетите дека третиот бран мора да има 5 движења тука. Зошто пример да не размислувате дека уште не сме го формирале ова дно, дека можно е да имаме уште едно движење надоле, па да се врати овој четврт бран, да го преклопи овој претходен четврти бран и после тоа ни следува уште брана корекција. Иако го гледате овој гап тука, погледнете, имаме гап на пад кој што подоцна многу брзо се одбива, повторно уште еден гап и зошто тука да не пробате повторно да влезете во овој пазар и стоп лосот само да биде од овој пети бран, бидејќи доколку е навистина овој петиот бран, цената не смее да продолжи понатаму. И само да добиеме слика, каде всушност сме го фатиле тоа дно во тие години. Погледнете. Тој трейд бил поставен тука, што погледнете каде не води, замислете каква била тука психологијата, веројатно сме имале дека какао ќе оди уште многу пониски цени, дека имаме одредени вести кои што не се усогласени со структурата, каде што всушност ве тера да продадете уште повеќе од ова добро, а всушност треба да купите бидејќи цената што прави подоцна. Ево, вториот чарт, погледнете. Цената продолжува да расте и формира 5 нови бранови. Доколку погледнеме 1-2, не сме го провели ова дно. Ова е третиот бран, каде што имаме 1-2, 3, 4, 5, во третиот завршува и корекцијата. Нормално А, Б, С, кое што не пробила од ова дно и петиот бран. И всушност ова е оно што е нормално во маркет психологијата и оно што треба да го очекувате од маркет мекерите и од вестите кои што се појавуваат во тоа време. И веројатно тука голем број на оние кои што присуствувале на овој пазар очекувале уште поголеми цени, каде што тука почнува да се крши оваа цена и погледнете, добиваме долг низ на години, корекција која што го ликвидира овој пазарот за сите оние што се појавиле касно и не ја знаеле оваа теорија за да може да ја применат. И кога цените достигнале до ова ниво, никој не знаел што толку предизвикало да се придвижи ова добро нагоре, но Елјот има едноставен одговор, бидејќи сме добиле корекција и времето било психологијата тука да се промени, за да може ова добро да се придвижи повторно до своји нови висини, каде што ќе продолжиме повторно во корекција и сето ова се случува одново и одново. Имате голем бериш сентимент во дното и голема надеж, односно еуфорија, каде што работите секогаш се многу добри, а тоа обично е врвот на одредено добро кое што го следите. И доколку некогаш пропуштите некој од овие движења, немојте да се секирате бидејќи пазарот повторно ќе се врати и ќе ги има повторно истите карактеристики и ќе имате повторно можност за да влезете во него. Ќе ги има исто така истите вести кои што ќе пробуваат да ве изфрлат од пазарот, истите бранови ќе бидат присутни на графиконите, истата психологија ќе се случува одново и одново. И кога ќе се навикнете на ваквите случувања, после неколку години, ова ќе го гледате одново и одново и одново, бидејќи
ова никогаш не може да престане, бидејќи тоа е таква психологија која што се случува во финансиските пазари, па и во другите делови од животот. И после ова верувам дека воопшто нема да гледате во всушност. Гледате на пазарот, едноставно, кога ќе го погледнете графиконот, ќе знаете што точно се случува, нема да имате потреба да знаете кој е тоа добро, што се тргува, дали е акција, дали е било што друго, едноставно ќе ги барате овие бранови и ќе имате многу јасна ситуација на пазарот и подоцна всушност ќе разберете колку вестите тука се небитни, но сепак тие имаат некоја одредена вредност, бидејќи кога ќе го погледнете овој чарт, ќе имате одредена вест која ќе го привиди овој чарт надолу и вие ќе знаете точно во кој брај се наодите и дали треба да купите или пак да продадете. Тие вести можат многу да ви користат, бидејќи веднаш ќе знаете што се случува, каква е психологијата и во кој бран сме, доколку ги знаете и правилно ги применувате правилата и упатствата кои што досега ги презентиравме на овие видеа. И се додека ова се правилно го применувате, верувајте дека ќе бидете пред 90% од луѓето кои што присуствуваат на пазарите и ќе знаете многу повеќе од нив, дури и сега да престанете и да се откажете од следните видеа кои што следуваат. Така да, повторуваме, единствено нешто што треба е да се повторуваат правилата и упатствата кои што претходно беа презентирани за да може да имате успешно тргување и секако да успеете да го изградите своето богатство на овој начин. И секако, јас имам уште многу што да кажам во врска со овие бранови и принципи, така да продолжуваме во следното видео со нови содржини од бранот на Елиот.